колежки Шекеринска, почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија господин Ѓурчиновски, почитуван заменик министар за внатрешни работи Буши, почитуван началник на оддел за специјални политички операции Трајановски, почитувани команданти на полициските и армиските единици, почитувани припадници на македонската армија и на македонската полиција, дами и господа. Спроведувањето на законите, вклучително и на оние кои што ја тангираат безбедносната сфера на општественото живење, не значи само нивно нормативно почитување, туку бара и неколку други темелни претпоставки за да може да се претендира на оперативна ефикасност и исполнителност. Еден од тие предуслови е континуирана и истовремено квалитетна професионална обука на сите припадници на безбедносните служби, кои што по словото на законите и по своите обврски надлежности кои што произлегуваат, имаат улога да бидат непосредни, директни актери на остварувањето на безбедносната заштита на правниот поредок, на материјалните добра, на животот и сигурноста на секој еден наш граѓанин. Во организацијска поставеност и на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за одбрана, една од фундаменталните оперативни позиции им припаѓа на припадниците на специјалните единици во двете институции, и полициски и воени. Може би различни по законските задачи и областувања, но без друго блиски, па дури и идентични, како во целите што треба да ги остваруваат, така и во практичните професионални стандарди што треба да ги исполнуваат за безкомпромисно и успешно справување со сите поставени задачи. Отаму сосема е логично вниманието и значењето што му го укажуваме на овој денешен настан. Пуштањето во употреба на овој вежбовен објект. Стрелиште за гаѓање со пиштол и автомат за 9 мм калибарна муниција, и тоа овде, во касарната Илинден, како уште еден конкретен и важен потек во насока на остварување на поквалитетна обука и подготовка на полициските и воените специјалци. Згоре на тоа, модерноста на објектот, неговите техничко-тактички перформанси, согласно европските и НАТО стандарди, специфично одбрани и реализирани, гарантира не само поинтензивна, туку и специализирана обука на оперативно делување, што ни дава за право да очекуваме на тамошно зголемување на професионалните капацитети на овој вид на наши единици. И јас сум повеќе од сигурен дека ќе биде така. Наедно фактот дека овој проект и овој објект е плод на заедничка соработка на двете министерства, на експертите и професионалците од двете институции, кои што во годините наназад покажа дека можат и знаат заеднички да соработуваат и да работат, е дополнителен квалитет и аргумент во нашата решеност секогаш да бидеме не само во текст со сите техничко-материјални потреби и трендови за развој и унапредување на функционирањето на специјалните единици, туку и со тежината и офатот на предизвиците и задачите што треба и може успешно да се ефектуираат. Во таа смисла јас немам дилема дека заеднички направивме уште еден успешен проект, насочен кон зголемување на оперативната моќ и опсегот на армиските и полициските специјалци, во нивната професионална подготвеност и обученост да делуваат во рамките на своите надлежности. При тоа, јасно го демонстриравме веќе установениот континуитет во подобрување и унапредување на материјално-техничките капацитети на припадниците на двете министерства, како дел од севкупните општествени реформи и реформски зафати што ги преземаме изминатите неколку години. Безбедносниот сегмент во тој контекст ќе биде и натаму во фокусот на нашите приоритети, како од аспект на неговата натамошна модернизација согласно НАТО и ЕУ стандардите, така и од аспект на неговото целосно обликување на сигурен и безкомпромисен гарант на сигурноста, слободата и безбедноста на сите наши граѓани. Колку е важноста на овој денешен проект, изградбата на овој објект, говори фактот дека 25 години се разговара, се подготвува да се гради, јутоа, еве, ние имавме чест
да започнеме и за многу кратко време да завршиме со реализација на овој проект. И затоа сакам на сите кои што учествува во овој проект, пред се на иницијаторите, на директорот на Бирото за јавна безбедност Тасевски, на началникот на Генералштабот Јучиновски, на началникот на ОСПО Трајановски, командантите на единиците и на сите припадници на специјалните единици да им честитам за успешната соработка, прво за иницијативата што ја дадоа, за посветеноста и за еден месец да заврши целиот овој проект и градежните работи. Да се заблагодарам и на сите општествено одговорни компании од Република Северна Македонија кои што дадоа придонес и кои што помогнаа да се реализира овој проект. Затоа што вложувањето во безбедноста е базата на развојот на нашата земја и на интересите на нашите граѓани. На крајот сакам, почитувани колеги припадници на специјалните политички сили и на колегите од армијата на Република Северна Македонија, да им посакам успешно да ги користат потенцијалите на овој објект, со порака дека и имаме, и можеме, и уште повеќе, и уште подобро да реализираме и уште многу важни и полезни проекти. Пред нас се новогодишните празници. Сакам на сите вас да ви посакам добро здравје, лична и семејна среќа, заради тоа што оваа година ни покажа дека токму доброто здравје е најважно од се. Се надевам дека 2021 година ќе биде година во која што ќе ја надминеме пандемијата, година на нови проекти, година на нови успеси, година на по-просперитетна и по-безбедна Северна Македонија. А да се заблагодарам и на медиумите, на представниците на македонските медиуми, кои што постојано не следат во оваа 2020 година, кои што заедно помогнаа да надминеме многу предизвици во неја. И на крајот секако благодарност до мојата колешка Шекеринска заради прифаќањето на иницијативите и иницирање на нови, се со цел да покажеме дека заеднички можеме да искористиме ресурси и да направиме многу повеќе за нашата Северна Македонија. Ви благодарам.